Во Центарот за култура Бели Мугри беше промовирана стихозбирката Детскиот свет, најубав цвет. Книга создадена од песни и стихови пишувани од ученици од сегашните и претходните генерации од Основното училиште Синиша Стоилов Зрновци. Издавањето на стихозбирката Детскиот свет, најубав цвет е плод на идејата да се вреднуваат трудот и талентот на учениците кои создале прекрасни стихови, достојни за почит и гордост. Во стихозбирката најдоа место песните што се родиле од креативниот ум, фантазијата и творечката импресија на учениците од ово училиште, потикнати и мотивирани од нивните наставници по македонски јазик од предметна и оделенска настава. Присутните на промоцијата и учениците ги поздрави директорот на Основното училиште Синиша Стоилов Зрновци, Кирчо Ѓоргиев, кој рече дека е горд на вакви таленти и ученици кои знаат и сакаат да ги пренесуваат своите чувства на лист хартија, а тоа едноставно требаше да биде овековечено со издавање на една ваква стихозбирка. Денес во Центарот за култура Бели Мугри во Кочани да промовиравме книгата збирка поезија Детскиот свет, најубав цвет, збирка поезија, пишувани со генерации наназад. Значи дел од наши бивши ученици, сегашни ученици, се надевам и втор дел да издадеме од ученици кои до година и наредните години ќе учат во нашите училиште. Ова е збирка поезија која за прв пат се издава по мои податоци на територијата на бивша општина Кочани. Гордост е да видиш раководител на училиште кој напорно работи, се труди, ги мотивира децата, наставниците се мотивирани добро, поддржани од стручната служба, од мене како раководител и се надевам дека тука нема да застанеме, да ќе издадеме и втор дел, но сега збирка проза, значи раскази, народни верувања и приказни од територијата на општина Зрновци. Инаку во оваа книга се собрани песни. Имаме 100 песни од 60 до 70 ученика по повод патронен празник, пишувани по повод патронен празник, литературни конкурси, наградувани песни и идејата дојде сосема спонтано на еден неформален разговор с кафе муабет дека тоа ние треба да го овековечеме како резултат на плодната работа на нашите ученици, измотивирани од нашите вредни наставници. И пак ќе кажам, чест е да си биде дел од колективот во Синиша Стоилов, а уште поголема чест негов раководител. Учениците истакнаа дека инспирацијата за пишување ја црпеле од разни теми: љубовта кон татковината, кон семејството, кон мајчиниот јазик, богатството и убавината на светот околу нас, свеста за зачувување на природата за здраво и весело детство, како и за зачувување на традицијата и обичаите поврзани со празникот Великден. На промоцијата присутните имаа можност да слушнат дел од песните поместени во книгата, каде што стихови читаа ученици од Основното училиште Синиша Стоилов.